Благодарам, навистина не очекував да се симне дебатата, барем до сега не се случило. Секоја чест на останатите колеги пратеници, кога се говори од областта на културата да се симне на ова ниво. Јас сум запрепастена, меѓутоа ајде да продолжиме понатаму со побивање на манипулациите кои што ги изнесувате во јавноста. Кажувате дека 43 милиони денари биле потрошени за фасади. Точно? Нека е така. Еве, нема време да проверам точно. Меѓутоа, и така, нека е така. Еве, да кажам дека е точна таа сума. Зошто ја кажувате збирно? 43 милиони денари точно фасадите беше проект на Министерството за култура во предходната влада. Меѓутоа не се работи за фасади само во Скопје. Нема град во Република Македонија каде што нема на фасада на објект кој што е под заштита. Се работи за објекти кои што се заштитени како културно наследство, не е реставрирана. И тоа е во тие 43 милиони. Охрид, колку фасади знаете во Охрид се реставрира? Во, не знам, во Ресен, во Кочани, Штип. Кажете ми еден град, еве најдете, каде што во таа збирна сума не се фасадите кои што се проект на точно на претходната влада. Која фасада вие, генерале, ја направивте? Една фасада кажете. Јас навистина ви придадов многу значење затоа што барав да наброите еден објект. Бе, вие фасада не можете да направите. Нели па цел проект, или цела зграда, или цел музеј, или цел театар. Фасада немате, една фасада. А сега ќе ви кажам што имате. 43 милиони евра, денари се извинувам, 43 милиони денари му биле многу на генералот за фасади. А дали ви се многу 37 милиони денари за цвеќиња? Па што е, генерале, по суштинско? Фасадите на објекти кои што се заштитени како културно наследство или цвеќиња. Значи 37 милиони за цвеќиња или ваму за фстаци или не знам за бонуси, па вие како пратеник не земате толкава плата како што си делеле бонуси во СЈО. Кажете еден пратеник кој што со сите, не знам, приходи, а не се многу, основна плата и некои колеги кои што зимаат патни трошоци, кои што има повеќе средства од овие пари кои што безмилосно вака растрошно си ги делеле меѓу себе луѓето кои што, пак ќе се навратам, не направија ниту едно обвинение за вашиот омилен проект. Ама ви правам споредба, значи на вас ви биле 43 милиони денари многу, а 37 милиони евра, се извинувам, 37 милиони евра или 600.000 денари, ева јас па во денари сакам поише да говорам, а 600.000 ви биле малку. Или не наоѓате сходно тоа да го критикувате, а критикувате фасади. За поставката на Музејот на македонската борба, точно сум проценила дека не смеете ни името да го кажете. Имаше реакција од колегите, меѓутоа јас го разбирам генералот, навистина го разбирам. Знаете зошто? Затоа што е многу тешко да влезете во музеј и таквите како него кои што се плашат да го споменат името ВМРО, се представени на начин на кој што се представени. И верувам дека е тешко. Но се надевам дека ќе смогнете сили и ќе влезете, затоа што тој дел од македонската историја вие не можете да го избришете. Потпишете уште 300 договори со Бугарија и со Грција и со Србија, потпишете и со сите. Меѓутоа, делот на самоопределување, значи тоа што ја носи по раката тој музеј, на македонската борба за самостојност и независност, тоа не можете да го избришете. Тоа е во колективното, свесно на сите нас, кои што чувствуваме припадност кон Република Македонија. Така да јас ве разбирам и се надевам дека ќе смогнете сили да си го решите тој проблем со самиот себе. Што се однесува до тоа што се смееле во светот или не знам за... Сега не разбирам дали за споменици, дали за скулптури говорите. И тука пак не ми е јасно на што алудирате кога говорите за Скопје 2014. Дали, господине
генерал, знаете дека дури 40% од туристите кои што ја посетиле Република Македонија се културни туристи. Што имате направено вие, каква анализа за да оцените колкав импакт и колкаво влијание имаат одредени вложувања во оваа сфера на привлекување и на зголемување на бројот на туристите? Значи, туризмот како една од најдобро растечките и најпрофитабилни стопански гранки во светски рамки, а според податоците на Светската туристичка организација, значи 40% од туристите кои што не посетиле се културни туристи. На нас точно дека ни е потребен критички поглед на состојбите кои што се однесуваат на спомениците на културата, меѓутоа не на ваков паушален начин. Една анализа, да излезевте овде како сериозни колеги пратеници, не вие да ја направите анализата, побарајте од парламентарниот институт, ние од таму собираме податоци, од релевантни институции, од Завод за статистика, па и од, ако сакате, од страниците на министерствата, кои што во тој дел се навистина добро направени и на култура и на финансии, точно. И тоа се податоци и факти кои што ние како пратеници мора да се однесуваме на ваков начин кога говориме за буџетот. Пред да ми дојдете вие со податоци и со анализа, нема што да која што сте ја побарале од некој или сте ја нашле, не знам, на интернет, како и да е, немојте да отварате вакви теми. За заштита на културно наследство, за тоа каков е импактот на привлекување на нови туристи и слично. Ни се смеел светот, ви се молам. Тоа податок е релевантен, од каде ви е тој податок? Сте разговарале со туристи? Како доаѓате на работа и кажувате вакви реченици? Тоа не можам да го разберам. Секоја реченица, секој збор кој што го кажувам тука, знам дека сега живееме во дигитално време кога останува во етерот тоа. И ми е внимателно мерен затоа што тоа ќе остане. Јас не можам да си дозволам овде да се качам и дека ни се смее светот. Како тоа, врз основа на која анализа вие тоа го поврзавте со Скопје 2014? Ви се смее светот, ама за други работи. Благодарам.